По вчерашните изјави на премиерот Мицкоски дека нема повеќе простор за идентитетски отстапки покрај цената во евроинтегративниот процес, лидерот на опозицијската СДС Мавенко Филипче излезе со остри критики, барајќи референдум на кој според него граѓаните треба да одлучат дали сакаат да ја платат цената за политиките на Мицкоски и ВМРО ДПМН, кои како што рече ја држат државата надвор од Европската унија. Затоа ова веќе не е политичко прашање. Ова е прашање за сите нас, за секој еден граѓанин, за нашите семејства, едноставно прашање за нашата иднина. Ова, почитувани граѓани, е референдумско прашање. Не може христијан Тино Мицкоски да одлучува за нашите судбини. Едноставно доста е. Мора граѓаните да одлучат за тоа. Затоа што граѓаните, нивните семејства, нивните деца ќе ја плаќаат цената на овие погрешни политики на Мицкоски. Филипче исто така ја обвини власта за лаги, манипулација со јавното мислење, неуспешно водење на државата, влошување на животниот стандард и отстапување од интеграцијата во Европската унија поради страф од одговорност за корупција и криминал. Од владата возвратија дека отворањето на фондовите од реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа влада. Да не трошиме време и пари на граѓаните. Ние сме за Европската унија и тоа е наша стратешка ориентација, што и го правиме на дело. Впрочем, укинувањето на оценската мисија од Советот на Европската унија, отворањето на фондовите од реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа влада. А како изгледа кога СДС се залага за референдум без гаранции за европската иднина, граѓаните можеа да видат низ пластичен пример од последниот референдум организиран 2019 година. Тие и денес продолжуваат да бидат меко ткиво на македонскиот идентитет. Инаку од независноста до денес Македонија има одржано 3 референдуми: за независност во 1991 година, за територијална поделба во 2004 година и за преспанскиот договор и промената на името во 2018 година.